Ново судење за убиствата на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски. И денеска продолжи сведочењето на Кешишев, кој одговараше на прашања поставени директно од првообвинетиот Љупчо Палевски. Судењето го следи Михајло Видемлиски, го вклучуваме во живо и Михајло да чуеме какви детали беа изнесени на денешното рочиште. Така е, Борче, обвинетиот Владко Кешишев и денеска повтори дека го видел Љупчо Палевски Палчо како го држи пиштолот на местото каде што била убиена 14 годишната Вања Ѓорчевска, но и дека на местото на убиството на Вања биле и останатите обвинети Велибор Манев и Боре Видевски. Владко Кешишев стоел на 20 на метри оддалеченост од самото место. Тој денеска не се соочи директно со лице со Љупчо Палевски Палчо, кој што е прво обвинет во случајот, со оглед на тоа што на претходното рочиште тој кажа пред судијата дека се плаши од Палевски и затоа денеска остана свртен со грб и одговараше на вкрстените прашања на Палевски. Тој не откри некои нови детали, туку всушност го раскажа повторно она што претходно го кажа во својот исказ. Најголемиот дел од прашањата на Палевски беа со цел да се покаже контрадикторност во исказот на Владко Кешишев во однос на исказот на Велибор Манев. Меѓутоа одговорите на Владко Кешишев беа исти како и на претходно кога одговараше директно на прашањата на својот адвокат. Дел од прашањата на Љупчо Палевски се однесува и на пиштолот, но и на ранецот во кој наводно бил ставен пиштолот. Да видиме дел од прашањата на Палевски и одговорите на Кешишев. Зошто кога ќе се спомене пиштолот зборувате за ранецот? Дали видовте дека некој го става пиштолот во ранецот? Предпоставувам дека пиштолот е во ранецот. Ако беше во тебе на телото, ќе се препознаеше, ќе се видеше преку маицата. Затоа и предпоставувам дека пиштолот бил со моторолите во ранецот. Така, Борче, како што кажав, Кешишев нови детали не откри, тој го повтори она што веќе претходно го кажа на директните прашања на својот адвокат, но и кажа дека ги извршувал наредбите на Љупчо Палевски Палчо, за кои што и денеска кажа дека уште има стравопочит кон него. Да слушнеме и дел од другите одговори на Кешишев. Откако излеговме од местото, се приклучивме на асфалтот, на патот кон село Бразда. По 500 метри Палчо ми рече да ги фрлам во еден дол со капини. Јас ги фрлив. Мене ми рекоа да го сторам тоа. Така, испрашувањето, вкресеното испрашување од страна Љупчо Палевски Палчо заврши. Во моментов прашања му поставува на Кешишев адвокатот на Палевски Јовица Страшевски, а потоа се очекува и адвокатот судијата Ивица Стефановски доколку има да му постави прашања на обвинетиот Владко Кешишев. Секако целосна слика од она што денеска се случуваше во судница на судењето за двојното убиство на Вања Ѓорчевска и Панче Жежовски во вестите во 18. Студио. Ти благодарам, Михајло.